Цанко. Темјаника го сакаше Цанко како нешто најмило на светот. Обожаваше да го гали, да го храни, да го заспива и секое утро штом ќе станеше, му го подкреваше млекото и му ја ставаше престилката и го хранеше од чише. Секое попладне, штом автобусот ќе застанеше пред нивната куќа, таа прва ќе излеташе. Ќе се стрчаше в кујна и ќе му дадеше ново шише. Потоа го ранеше навечер и пред легнување. Вангелица го хранеше еднаш во денот, околу пладне, кога Темјанка беше на училиште. Цанко си го сакаше млекото и беше најсреќен кога Темјаника му го подгреваше шишето. Ке се загледаше тогаш во неа со очи полни со љубов и добрина. Во првите денови од животот на Цанко му дозволија да живее во една кутија близу до шпоретот во кујната. Но, на жалба од мама Вангелица, го преместија во поголема кутија во шупата. Кога наполни 2 недели, мораше да се сели надвор. Тогаш цутеа јаблокниците и деновите стануваа се потопли. Вангел определи посетно местенце за Цанка кога под јаблокницата му даде голема дрвена кутија со слама на која направи влез за да може да влегува и излегува кога ќе му се присака. Да не му студи ноќе? Праша Темјаника. Не, рече таткој, гледај и ќе видиш. Со шише млеко в раце, Темјаника седна во дворчето под јаблокницата. Цанко дотрча до неа и таа му ги придржуваше шишето додека овој цуцкаше. Кога ја испи последната капка, згровта и влезе поспано во кутијата. Темјаника ѕиркаше низ вратничето. Со рилката Цанко риеше во сламата. Набрзо прокопа цел тунел, се мушна во него и исчезна во сламата. Темјаника се воодушеви и олесна кога виде дека незиното галениче ќе се покрие и ќе спие на топло. Секое утро по појадокот Цанко излегуваше со Темјанка на патот и заедно го чека автобусот. На заминување таа ќе му мафнеше, а тој стоеше и го гледаше автобусот, се додека не исчезнеше зад кривината. Додека Темјанка беше на училиштето, Цанко не смееше да излегува во дворчето. Но, штом поручекта ќе си дојдеше дома, го земаше со себе, а тој ја следеше како сенка. Ако влезеше дома, и Цанко влегуваше по неа. Ако се качеше горе, Цанко ја чекаше да слезе долу пред скалите. Ако таа ја шеташе куклата во малата количка, Цанко тркнуваше по неа. Понекогаш, на овие прошетки Цанко се заморуваше, а Темјанка тогаш го креваше и го сместуваше во количката покрај куклата. Ова многу му се допаѓаше, а ако беше многу изморен, ги затвореше очите и заспиваше. Со затворените очи беше посебно сладок, зашто имаше долги и убави клепки. И куклата ги затвораше очите, а Темјанка ја туркаше количката полека и внимателно за да не си ги разбуди малечките. Едно жешко попладне, Темјаника и Соколе си ги облекоа капачките костуми и отидоа да се капат во рекичката. Цанко верно ја следеше Темјаника. Кога таа влезе во водата, и Цанко влезе во неа. Нему водата му се виде студена, престудена за него. Па така, додека децата пливаа, играа и се прскаа со вода, Цанко лешкареше во тињата до брегот, кај што беше топло и влажно и по негова мерка, кашкаво и меко. Секој ден беше среќен, а секоја ноќ беше мирна. Прасињата како Цанко, селаните ги викаа пролетни, само за тоа што беа родени во пролет. Кога Цанко наполни 5 недели, Вангел рече дека стигнал за продажба и дека мора да го продадат. Темјаника не издржа и заплака, но татко и не сакаше да попушти. Апетитот на Цанко се зголеми, покрај млекото си бараше и прихранување. Вангел повеќе не сакаше да троши на него. Веќе ги имаше продадено другите 10 браќа и сестри на Цанко. Темјанике, тој мора да си оди, рече. Сакаше мало прасенци и доби, но Цанко повеќе не е мал и ќе мора да го продадеме. Јави се кај бимбиловци и предложи Вангелица на Темјанка.
Војкот и Томе од време на време го и прасиња. Ако Цанко отиде да живее таму, ќе можеш да го посетуваш кога сакаш. Колку да барам за него? Праша Темјаник. Види, рече таткој, тој е кржле. Речи му на војкот и дека продаваш прасе за 6000 дарки и види што ќе ти рече. Се среди за кратко време. Темјаника телефонира и ја доби Војна Невена. Војна Невена свика по војко Томе, а војко Томе дојде од шталата и разговараше со Темјаник. Кога чу дека цената е само 6000 дарки, рече дека ќе го земе прасето. Следниот ден го зедоа Цанка од домот под јаболкницата и го одведоа да живее на едно големо гноиште во јаслите од шталата на Бимбиловци.